Имавме продуктивни разговори со учество и на представници на 4 најголеми политички партии, представени во Собранието на Република Македонија. Годината беше полна со предизвици на политички план, но разговорите што ги имавме денеска со комесарот Хан за престапниот процес се основата како да ја пренасочиме целокупната општествена енергија во вистинскиот правец. Политичкиот договор е добра основа за успешно надминување на предизвиците и повторно концентрирање на напорите за преоѓање на Република Македонија во следниот чекор од престапниот процес. Во оваа смисла би сакал да подлечам дека започнувањето на преговорите со Европската Унија е примарна цел на Република Македонија. Сметаме дека само преку засилен европски партнерски ангажман е можно унапредување на процесот на евроинтегрирање и исправување со предизвиците со кои се соочуваме. Било тоа да се од надворешна или од внатрешна природа. Како што бевте сведоци и самите, изминатиот период беше осварен значителен напредок во спроведувањето на преземените обврски од политичкиот договор. На 15 септември Собранието го усвои законскиот предлог и Советот на јавни обвинители избра јавен обвинител кој раководи со јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. Опозицијата се врати во Собранието, што придонесува за враќање на политичкиот диалог и дебатите во демократските институции на системот. Диалогот на изборната реформа како што е познато, е фокусиран на измените на изборниот законник, можните промени во обемот и делокругот на Државната изборна комисија и секако избирачкиот список. Нашата цел е дополнително зајакнување на довербата и веродостојноста на избирачкиот список, изголемување на ефикасноста на Државната изборна комисија како централен орган за спроведување на изборите. Имаме позитивен пристап за заедничко изнаоѓање на најсоодветни решенија врз основа на европски практики за да ја зајакнеме довербата. Диалогот кој вроди со видлив резултат за специјалниот обвинител е добар пример дека можеме да постигнеме решенија кои не водат во добар правец кон Европската Унија. Се надеваме дека оваа следна фаза, поврзана со изборите, ќе ја заокружиме до 6 октомври оваа година. Сметаме дека постигнатиот договор за политичката криза и процесот на неговата имплементација треба да се искористи како можност и катализатор за паралелно рестартирање на евроинтеграцијскиот процес на Република Македонија. И покрај предизвиците со кои се соочивме, Република Македонија ќе продолжи со уште посилно темпо да спроведува реформи во областите кои се клучни за нашата интеграција во Европската Унија. Економијата, правосудството, образованието, медиумската сфера, политичкиот диалог и продолбочувањето на добрососедските односи ќе бидат во нашиот фокус. Почетокот на пристапните преговори со Македонија е можен и неопходен и треба конечно да се случи, како што повеќе години наназад предлага Европската комисија до Европскиот совет. Треба да се дозволи пристапните преговори да течат паралелно со разговорите за наметнатиот спор за името со нашиот јужен сосед, со кого сме одлучни да градиме партнерски односи во рамките на ЕУ и НАТО. Тоа ќе биде најдобра мерка за зајакнување на меѓусебната македонско-грчка доверба. Македонија заслужува европски препораки и заклучоци базирани на заедничките стратешки интереси, кои ќе се вперени кон еднината и ќе го дадат неопходниот поттик и правец. Ставањето на Македонија на листата на земји кои преговараат ќе овозможи зајакнато следење на реформите и ќе поттикне позитивна реформска конкуренција во регионот. Сметам дека тоа ќе биде од обострана полза. На крајот накусо и за актуелната мигрантско-бегалска криза. Македонија секогаш била солидарен и одговорен европски партнер, вклучително и во услови на бегалски кризи во регионот во минатото. Македонија и овој пат е дел од решението.
со сите активности кои ревносно ги спроведуваат нашите институции за контрола и управување на границата според европските стандарди, за уредна регистрација и соодветен хуман третман и изгрижување на мигрантите за време на нивното транзитирање. Благодариме за декларираната финансиска помош од Европската комисија и земјите членки. Таа ќе биде дотолку покорисна кога е насочена кон институциите на Република Македонија, кои директно се справуваат со вонредните предизвици во исклучително сложена ситуација. Уште позначено е интензивно да соработуваме и партнерски да споделуваме искуства и ресурси од заедничките европски инструменти, каде Македонија несомнено заслужува да биде третирана како земја членка на Европската Унија.